што току и започна консултацијата денеска, наречем, како што најави ти конференција, но повеќе од невладината Хера велат дека денеска ќе биде на еден начин советувалиште за младите за нивното сексуално здравје и репродуктивно здравје. Освен тоа што истакнати професори кои што работат оваа тематика ќе ги советуваат младите, сепак од Хера велат дека главен примат ќе им дадат на младите, на средношколците кои што денеска се присутни на оваа трибина, да кажат тие за сексуалното здравје во средношколските денови. Пред се колку е потребно ова да се сексуалното и репродуктивното здравје да земе примат и во образовната програма. Значи да биде еден предмет во средното, од Хера велат потребно и веќе и во основното да се јави, но сепак ќе се фокусира денеска на средното образование. На повеќе теми ќе се разговара денеска, велат главната потреба од тоа да се најде ова како предмет во средното образование е тоа што се повеќе млади се одлучуваат несаканата бременост да ја прекинат со абортус во младите години, потоа тешко и се одлучуваат на брак и на втора бременост. Велат дека потребни се здрави погледи на животот, репродуктивното здравје треба да биде главен примат кај младите, треба да размислуваат пред се на нивното здравје, а потоа и да се водат по емоцијата. Ајде да слушнеме што вели Драшко Костовски од невладината Хера, со кој што успеавме да поразговараме пред стартот на оваа трибина. Днешното советување за образование за сексуално и репродуктивно здравје го организираме заедно со Филозофскиот факултет, значи Хера и Филозофскиот факултет. Ние веќе неколку години работиме на тоа како да се унапредат информациите во нашиот образовен систем за овие теми. Така што денеска целта е да се собере академската јавност, доаѓаат професори и од медицинскиот факултет и од катедрите на Филозофскиот факултет и да поразговараат за сите аспекти поврзани со сексуалноста и да видиме што треба дополнително да се истражи, што треба дополнително да се смени, меѓутоа исто така и да се дадат предлози како да се унапреди образованието за сексуално и репродуктивно здравје или она што популарно го викаме сексуално образование. Која популација е најголема потребата од сексуално образование? Дали е тоа кај тинеџерите, кај средношколците? Секако. Тоа се адолесцентите. Јас би одел и малку подолу, значи добро е да се учи за овие работи уште порано, уште во основно образование, меѓутоа секако прилагодено кон возраста и потребите на децата, затоа што е подобро децата да знаат на време, отколку да дознаат кога веќе ќе почнат да практикуваат сексуални односи. На повеќе аспекти ќе се осврнете денеска, но дали главниот фокус останува на тоа на правилна заштита, како да се заштитат, како да можеби планираат семејство, кои се правилните некои етички вредности по кои што треба да растат, да се развиваат? Така, значи денес имаме двајца професори од медицинскиот факултет и тоа е можеби најистражената тема и за тоа ќе се разговара. Значи кои се причините, особено здравствените индикатори, кои што укажуваат на тоа дека практично во Македонија мора подитно да се променат наставните програми за сеопфатно сексуално образование, ама ќе се разговара и за другите теми, затоа велиме дека е сеопфатно. Ќе се разговара за различност, ќе се разговара за насилство, ќе се разговара за граѓанските права на младите овие. Кога е сексуалното здравје во прашање, главна е контрацепцијата кај младите. Уште од 2014 година вели невладината Хера дека постои иницијатива контрацепцијата да биде и под државата, да се најде во Фондот за здравствено осигурување, да можат младите и бесплатно да ја добиваат сите оние кои што сакат на таков начин, како што и го препорачуваат здравствените лица, се разбира, да го заштитат своето сексуално здравје. Не е само абортусот оној кој што има главен примат, тука се и сексуално преносливите болести кои што кај младите се јавуваат се почесто, велат од невладината Хера, но овие советувалишта, овие трибини кои што секоја година ги организираат, велат дека ќе ги организираат и се почесто, затоа што само на таков начин може да се допре до младината и може на некој начин и да се развие се повеќе свеста кај младината да се грижат за своето здравје.